Пандемијата со коронавирусот направи хаос во македонскиот спорт. И пливањето како спорт едно од најпогодените спортски гранки. Пливачите може да се преориентираат само на домашни услови, не може да одат во странство и за жал тоа е суровата вистина во спортот за време на пандемија. Денеска ќе поразговараме со доктор Бошко Илиев за неговите активности во 2020 година, ќе направиме еден рекапитулар, а потоа можеби ќе ни најави што е тоа што ќе се случува на негово спортско поле во 2021-та. Доктор Бошко Илиев, популарниот батаболе, кавадаречкиот делфин, кавадаречкиот амбасадор спортски, како доктор Бошко Илиев ја оценува спортската 2020? Правим благодарам за убавите зборови и епитети. Како ја оценувам во однос на во оглед на ситуацијата која што беше корона кризата, сепак сум задоволен. Остварив 6 маратони, од кои што еден меѓународен пред да почне корона кризата, базенски маратон во зимни услови во февруари во Суботица, и другите беа на наши простори. Промовирав 3 нови езера, 2 трки од вкупно маратоните на 4 езера, значи 2 трки и 2 соло маратона и еден базенски маратон промотивен тука на нашиот градски базен, 117 пати во чест на Илинден. Инаку од нашите езера ги промовирав езерата Турија, планиран маратон на 6 км, Дебарското езеро 8 км и како што спомнав 2 траки во организација на Пливачка федерација на Македонија, Крушевското езеро и познатото Охридско езеро, едно мое старо пливано езеро, но еден нов маратон на Светинал. Не можеше да се оди надвор од државата, така да отпадна оние на некој начин твои планирани маратони секоја година во Хрватска, во Србија, во Црна Гора? Па да, за жал се беше врзано со ПСР тестови, со излегување, имаше забрани, ретки допуштања, па пак забрани, така да не успеав да ги остварам некои предвидени маратони и најавени, пред се на плејадата маратони во Србија, во Хрватска и во Бугарија. Исто така, мојот замислен маратон на Чанакале, спојување на 2 континента, исто така отпадна минатата година. И Италија исто имаше планирано за минатата година. Позната е ситуацијата беше лани со Италија. Така да тоа е тоа. Појче се осврнав на пливање на нашите и промовирање на нашите езера и мојата замисла да ги испливам сите езера, сите акумулации во Македонија. Што ќе правиме во 2021? Еве, состојбата со пандемијата некако не стимнува. Па јас искрено се надевав, како и секој човек, нели, секој граѓанин, дека до пролет ќе сплане корона ситуацијата. Гледам дека малку потешко оди. Сепак, еве, србите најавија нешто во јуни месец, 2 маратона. Хрватска исто така даде календар за 2021. Се надевам, искрено се надевам дека до летото ќе можеме барем да патуваме дел од тие некои маратони предвидени, најавени, да ги остварам пред се во соседна Србија и во Хрватска. Нема да застанеш со промоцијата на македонските езера годинава? Нема да застанам со промоцијата, се надевам и ова година ќе промовирам, пред се ми е желба Преспанското езеро, едно наше природно езеро, кое што за жал, како и сите езера, е во изумирање. Се надевам дека ќе се подобри хидрометеоролошка ситуација на нашите езера. И така да планирано ми е Преспанското езеро, езеро Стрежево, некои од Источна Македонија, Калиманци, да речеме Треска и така натаму. Ќе видиме како ќе биде ситуацијата. Морам да те прашам за крај, можеби нема врска со пливањето, но има врска со твојата професија. Во услови на корона, како оди спортската медицина во градот? Па добро, оди. Клубовите се најавуваат, се прегледуваат. Значи, дозволено е колективното спортување во оние организирани клубови, и во фудбалот, и во ракометот, и во кошарката. За жал, училишниот спорт е стагниран, што е нормално, бидејќи училишта или работат половично.
Се надевам можеби дека март-април дека ќе се подобри ситуацијата и ќе имаме малку и училишен спорт. Така да има прегледи, со оглед на ситуацијата задоволен сум и од тој аспект. Докторе, ја само да ти посекам успех и во приватниот живот, и во приватната кариера, но и на спортско поле, па да се надеваме дека пандемијата ќе ја снема, дека спортистите ќе се вратат таму каде што припагаат. Искрено се надевам дека така ќе биде. Јас сум по природа голем оптимист и во поглед на медицината и во поглед на спортот. Искрено се надевам дека ситуацијата до лето ќе се подобри, ќе оствариме и наши остварувања, значи во Македонија, промоција на наши езера и негде ќе одиме во странство. Пред се пак ми е желба Италија и Турција, покрај најавените маратони, нели, Србија, Бугарија, Хрватска, и дека бројката од 100 ова година ќе ја поминеме. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.